Копнеш. Меланхолија. Смрт. Дали копнежот буди надеж? Дали копнежот ја предизвикува меланхолијата? Дали меланхолијата го инспирира поетот да пишува? Копнеам, значи чувствувам. Чувствувам, значи живеам. Живеам, значи го чекам својот крај. Почитувани, во денешната епизода на Сенките на книгата ќе зборуваме за Федерико Гарсија Лорка. Еден од највлијателните писатели во книжевноста во 20-тиот век. Федерико Гарсија Лорка е шпански поет и драматург. Неговите дела се инспирирани од андалузискиот фолклор и модернистичките движења во 20-тиот век. Врз него влијание имаат и Салвадор Дали и Буњуел. Лорка во својата поезија води разговор со себе си. Лирското во неговата поезија се интензивните чувства. Тој пишува за копнежот, за љубовта, но исто така пишува и елегиска поезија, за смртта, за тагата и празнината на човечкото битие. Кога се пишува за љубовта, човек не може да не биде ранлив на листот хартија. Љубовта, без ранливоста и копнежот, не може да биде осознаена. Лорка, во својата поезија, пишува и дека најголемиот љубовен полет секогаш наидува на препреки. Лорка своето емоционално искуство го отсликува преку поетски слики кои изобилуваат со пејзажи. Меланхолијата е сила што продира низ секој лавиринт на емоции и таа се чувствува во ноќите, во тишината, кога во светот се е разрушено, а надежта е како утринско ѕвоно на гордоба. Еден од символите кои што го среќаваме во неговата поезија е водата. Водата е символ на копнежот, символ на надежта и символ на прочистувањето на душата. Водата ги содржи најдлабоките емоции. Чекорењето низ неговата поезија е и чекорење низ Андалузија. Тој ги оживува градовите пред очите на читателот. Така Севилја станува фатална убавица која буди копнеж. Во неговата песна "Неверна жена" тој ја опишува страста, љубовниот вознес и страствената ноќ помината со жена, за која мисли дека е невина, но таа е мажена. Љубовта за Лорка е еден копнеж кој постои како трепетлива светлина, која никогаш не може да биде достигната. Лорка го доживува животот како чекорење низ лавиринти, но прашува што станува кога лавиринтите исчезнуваат. Празнина, пустелија, едно големо ништо. Затоа, може би треба да се зграбчи измамата на муграта и секој миг кога срцето затреперува. Почитувани, денес разговараме со една прилепска писателка, Марија Хаџимитреска. Здраво, Марија, ти благодарам што прифати да бидиш дел од емисијата Сенките на книгата. Здраво, ми представува особена чест и задоволство што токму јас сум, да речеме, првата гостинка, прилепчанка во твојава емисија. Честитки и ти посакувам успех. Ти благодарам.
Скоро издаде тоа е твое прво книжевно дело, книгата Инкогнито. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Книгата Инкогнито представува збирка, содржи дел песни, содржи кратки коси инспиративни раскази. Таа точно е моето првенче. Не е пишува на брзина, земено е време. Меѓутоа, целокупниот материјал, како за прво мое дело, е сосема солидно според мој вкус. Да, твојата книга представува едно духовно будење и една субјективна интроспекција и осознавање на човечкото битие. Сега, во првиот текст Состанок говориш за меланхолијата. Говориш дека меланхолијата треба да биде прифатена од страна на човек. И кога човек ја прифаќа меланхолијата, на некој начин се ослободува, добива поголема слобода во животот. Кажи ми колку треба и дали воопшто треба да се пишува за меланхолијата и дали тоа помага на човек да се бори со тоа. Вака сега, книжевноста е добар, да речам, показател дека луѓето умеат да ги препознаат одредени состојби кај себе си. Конкретно во првиот дел, односно во првиот расказ во книгата Состанок, точно така, јас ја опишувам меланхолијата. Значи, меланхолијата ги има сите човечки особини, кажано во четивото или во расказот, на човекот му е познат. Значи, некогаш луѓето умеат да ја препознаат. Бидејќи таму стои во делото дека често пати се навраќав, веќе ме чекаше со вешто поставени јадења. Значи, луѓето ја препознаваат до некој начин. И тука тие можеби некогаш несвесно, можеби некогаш свесно се навраќаат на нејзе. Меѓутоа, целта во мојата книга, еве конкретно во тој дел за меланхолијата, не е романтизирање или пак да се увелича да се зголеми таа меланхолија, туку напротив нејзино разобличување. Видите, човекот кога може да го препознае нештото, да му даде име, тогаш е лесно да се тргне од него. Че јас можеби не сум доволно адекватна за да кажам дека мојата книга може да лечи меланхолија, меѓутоа сакам на читателот да му покажам дека секогаш има избор, дека доколку станеме свесни за нештото, му дадеме име, ние можеме да станеме и да ја напуштиме таа маса, точно каде што ни се сервирала таа меланхолија. И човекот тука има избор, да направи избор, да стане, да ја напушти, метафорично кажано го исплукува јадењето, исплукува тагата, исплукува меланхолијата и престанува да биде нејзин послушник, нејзин заробеник. Токму овде во овој дел мислам дека без некоја преголема драматизација е духовното будење во мојата книга. Значи човекот станува свесен дека има избор и треба да има храброст да направи одлука, да донесе одлука и да ја препознае меланхолијата и да се тргне од неса. Така. Едноставно да стане од масата. Кога зборуваме за храброста која ја добива човек, во твојот текст Пловидба говориш дека човек треба да се препушти на животот, едноставно да верува во настаните кои што се случуваат околу него. Што придонесува за човек препуштањето на настаните во животот? Да се препуштиш во животот? Во денешно време ние луѓе сме некако многу покомплексни како личности. Често пати сакаме да држиме контролата на се и врз се да имаме контрола. Едноставно да знаеме како би се одвивале нештата. Токму тука во тој мој расказ е спомнато тоа држење на кормило, значи свесно држење на сите конци во животот. Меѓутоа, како и во расказот, доаѓа некоја темнина каде што ние некогаш не можеме да знаеме што би се случило понатака. Меѓутоа,
токму пак таа храброст да се препуштиме, значи овде ние не правиме мовет за очајно препуштање на настаните и сега нека се случи што ќе се случи. Значи овде разборуваме за свесна одлука да веруваме, да се препуштиме на нештото и дека да и веруваме на нашата интуиција и едноставно да веруваме дека се би се одвивало за наше најдобро добро и дека нештата би се одвивале за нас. Токму пловидба ја дава таа слобода на човекот, кога тој ќе се препушти, тоа се ова и зората, значи се расветлува. Едноставно гледаме почисто, имаме некоја побистра слика, бидејќи тоа доаѓа од внатрешниот мир. Бидејќи ние не стануваме овдека послушници и да се препуштиме на очај, туку едноставно веруваме во себе си, а кога веруваме во себе си, ние добиваме некакво смирение, кое што би ни помогнало да дадеме насока на нашиот живот. Љубовта е муза на поезијата. Дали поезијата може да постои без љубовта? На ова прашање би рекла јас дека ништо не би можело да постои без љубов, бидејќи се што работиме треба да го работиме со љубов. Само доколку имаме љубов кон нештото, тоаш може да биде добро сработено. Се што се прави без љубов, тоа не е добро сработено, не е целосно сработено. Јас сум човек кој што се залага секогаш дека нештото може да се направи подобро, дека може да биде поубаво, дека можеме едноставно секогаш да бидеме подобри од тоа што сме биле вчера. Така да љубовта кон зборот која сум ја имала е резултат оваа книга. Да, јасно. Така да за се ни треба љубов. Кажи ми кои писатели и поети најмногу имаат влијание врз тебе? Ова би било едно покомплексно прашање, бидејќи кој писател. Јас сум човек кој секогаш работи на себе си, кој верува во раст на личноста и не можам да се задржам на еден писател, не можам да речам дека ова е тој писател кој влијал врз мене, меѓутоа има некои имиња кои што ете така ми оставиле некој трак вака во моето битие. Тука би ги издвоила, да речеме, еве ќе го спомнам првин, Пабло Неруда. Значи тој е чилеански автор, можеби еден од најдобрите на 20-тиот век. Морам да нагласам дека јас сум полиглот, значи јас сум јазичар. Познавам повеќе јазици, владеам повеќе јазици и можеби тоа е убавината и на мојава струка што јас имав прилика да ги читам некои дела токму на мајчиниот јазик на тие поети и затоа можеби толку силно оставиле впечаток. Значи македонските поети, да, Блаже Конески нормално би го издвоила, има и некои други, меѓутоа вака особено како германист се морам да потенцирам дека оставил писателот Рајнер Марија Рилке. Значи станува збор за писател кој што ја обележува германската литература во 20-тиот век. Не знам колку е кај нас познат, не сум имала прилика да побарам дела на македонски јазик, бидејќи сум ги читала на германски, еве како германист. Меѓутоа, Рајнер оставил некоја длабока трага вака во мене, бидејќи Рајнер ви е писател кој што не се задржува на настани. Значи, во неговите дела вие нема да се среќавате со настани, со личности, со некакви семејни проблеми или слично. Меѓутоа, Рајнер секогаш прави интроспекција, значи оди кон себе си, оди кон натрешноста на себе си. Значи, како писател си зема време, си зема, да речеме, трпение, да разработи одредена тема. Значи, тој пишува за љубовта, за животот, за меланхолијата, исто така, за осаменоста, меѓутоа, тој не гледа како казна или како проклетство на сите тие работи, токму тоа го прави човекот, тоа трпение да ги разгледа тие прашања, да се одговори некои прашања на себе си, ја обликува човековата личност. И тој, да речеме, според мене, вака еден од поинтересните писатели кои ми оставиле впечаток. Кажи ни, предложи некои книги кои ти имаат оставено впечаток. Вака сега,
За предлог на книги, тоа зависи од читателите што читат. Меѓутоа, јас би му порачала на читателите да читаат. Значи, што е можно повеќе да читаат. Од најрана возраст да се почне, значи, нема сите книги да ни се допаднат. Тоа е факт. Ни мене сите книги не ми се допаднале. Меѓутоа, тоа ми помогнало да се насочам да знам што би сакала да читам во еднина. Човекот е менлива личност, има менлива природа, така и стилот, може би вкусот му се менува. Некогаш сака да чита романтична поезија, некогаш сака да чита медицински трилери. Да. Значи, зависи од самиот човек. Меѓутоа, јас би му рекла да чита, за да може да се пронајде што е тоа што него му одговара, што е тоа што ќе го поттикнува да размислува, да работи на себе си и да си каже едноставно ова е возможно, ова е убаво, ова ќе го задржам за себе си, ќе го надоградам и ќе го представам уште поубаво. Така. Добро, Марија. Лорет, ти благодарам за твоето присуство денес. Почитувани, ви ја препорачуваме книгата Инкогнито на младата прилепска писателка Марија Хаџимитреска. Книгата е едно духовно патување, едно будење и спознавање на себе си. Меланхолијата е дел од доживувањето на поетот. Без неа, љубовта не може да биде спознаена. Почитувани, тоа беше се за денес. Се гледаме во следната епизода.